разговараме со професорот Зоран Спирковски, кој е тренер на женскиот ракометен клуб Деспина. Вие се сметате како нов тренер, меѓутоа знаеме дека бевте и порано, па како се чувствувате и како дојде до ова да бидете пак тренер на овој клуб? Вака, значи јас уште подамна сум во женскиот ракометен клуб Деспина, од почетокот кога дојде Витаминка како спонзор, претходно бев и како рака прилеп дури беше ракометен клуб. Не ми е нешто ново, ама сепак обврските се други задачи, други резултати бара и тоа е тоа. Мора да се работи, има голема возбуда, како од мене, така и од девојките. Но морам да потенцирам дека вие сте сушност повратник на ова најглавно место во стручниот штаб, да рекашам. Па досега како тренер на првата екипа на сениорките немам работена како тренер, а инаку претходно работев во кадетките и со пионерки. Како тренер на сениорската екипа прв пат работам. Така да сепак е ново нешто. И како се чувствувате на оваа позиција сега? Што значи за... Има голема обврска, големи очекувања, мислам, од мене. Управата, како управа стои зад мене, ми даде шанса да го работам нешто, да го искористам нешто и така да ќе пробаме да направиме добри резултати. Однадамна почнавте со подготовките за наредната сезона и како се одвива овој процес? Моментално добро, супер, задоволен сум од девојките. Сега малце касниме со подготовките, веќе требаше досега да сме на пола, но како што знаеме не напушти тренерот од оправдани негови причини во незгодно време и сега да гледаме да ги искористиме овие 60 неколку дена да припреми па да почнеме со сезоната. Сезоната ни почнува на 5 и 6 наредниот месец, многу брзо, па ќе гледаме да направиме нешто. И што содржат овие подготовки? Каков е планот? Моментално работиме само на кондициони подготовки. Овде во Прилеп се подготвуваме, немаме време да одиме на страна. Кратко е времето. Че ова недела и наредната ќе работиме на кондициони, па после ќе поработиме на технички план, па да видиме шо како. Што мислите за овој ранг каде што ќе учествува Деспина? Па, како сениорски екипи, така да секој надпреварец има своја тежина, секоја екипа е различна, така да ќе гледаме да бидиме меѓу првите две, по моје. Како што го имам јас играчки кадар и како што имам замислено, мислам дека ќе успееме да бидеме во првите две и да играме бараж за Суперлига. А што ќе ни кажете за играчкиот кадар? Има ли некои значајни промени во однос на минатата сезона? Во играчкиот кадар имаме големи промени. Многу играчи не напуштија. Некои од факултет што треба да се запишат на факултет и други од неангажираност на претходниот тренер. И имаме 10 играчи кои ни заминаа од првата екипа. Со многу големи маки пробав да ги вратам да неколку и успех не имам од тие некои така играчи што пробав да ги вратам. Имам екипа добра, со начело со мојот помошник и играч Мери Гичева. Таа ми е наискусна и една од подобрите. Од претходната екипа имам останато само 8 играчи. Така да малце напнато, ама ќе биде. Ќе се подготвиме. Кажете ни нешто повеќе за Мери Гичева, како може да биде толку најдобра, а највозрастна, мислам дека повеќе од 20 години сигурно игра во сениорски екипи. За Мери Гичева може само да каже физиката, никој друг. Значи тоа е, не знам, јас не можам да го објаснам нешто. Таја си е таква атлета и тоа е тоа. Никој не може да го објасни на незините години. Чудно е за сите, само не е за неа чудно ништо. Многу чудно, многу. Мислам, не е чудно, таја си е во тренажен процес од кога почнала, не е застаната. Таја работи и сите кои ќе застана, таја самата работи, самата оди по теретани, оди трча. Значи цело време е активна. Не може да, мислам, тоа е физиката, незина таа е. Второто чудо е што ни кажавте дека дури 10 ракометарки ви напуштија, а пак се сметате за фаворити во оваа конкуренција. Од каде сега
фаворити, кога 10 ве напуштија, како тоа го надополнивте? Да, значи ова прва лига што ја вика вторава фактички, втор ранг, малце е со послаб квалитет, така да јас мислам дека имаме добра екипа, добар тим, што можеме да бидиме меѓу првите две. Затоа и така го кажа нештото. И си поставувам јас цел да имам да нештото да го достигнеме. А кои се други екипи ривали на Деспина за овие горни места во лигата? Па, други екипи, Ѓорче Петров, втората екипа што му е на Ѓорче Петров, и овој новиот тим Атлетик. Мислам дека тие се најголеми ривали. Се другите екипи не знам. Пример Стружанка, тие има моментално, како што јас имам мое сознание, дека ќе се надпреварува со кадетска екипа, некоја си помала. Така да, ако остане на тоа, имам големи шанси тука. Овчеполе има добра, солидна екипа. Гевгелија и шампионот Скопје. 7 екипи сме во ова втора фактички лига, втор ранг. Така да имаме големи шанси. Првенството не е далеку, односно неговиот почеток. Има ли можност за некој пријателски надпревар? Па, си викам дека пред последната недела може да изиграме некоја утакмица, една-две, барем да видиме, да осетиме топка и да осетиме до кај сме, шо сме. Се надевам дека ќе има. Ви благодарам и ви пожелувам успехи во оваа сезона. И благодарам и на вас, па се гледаме во подобри времина. Се надеваме за Деспина.